Рокот за доставување на ценовникот за услуги е зададен за да се створи еднаквост на пазарот и непроменливост на цените, а изрекувањето на прекршочна казна за медиумите што задоцнели да го достават не може да биде наводно оправдување за вклученост во роковите за учество во платена политичка програма. Ова е ставот на Државната изборна комисија по известувањето што го доби еден ТВ дека поради задоцнетото доставување на ценовникот не може да емитува платена политичка програма. Председателот на комисијата Оливер Дерковски на денешната неформална средба со новинарите, прашан зошто иако законски тоа е предвидено на еден ТВ не е изречена прекршочна казна, рече дека законскиот рок за изрекување на казната не е изминат и не ја исклучи можноста тоа да биде направено во иднина. Дерковски обвини дека еден телевизија сака на мала врата да влезе на пазарот, наместо како што рече тој, преку капија. Плаќањето на глоба не може да биде наводно оправдување за вклученост во роковите за учество во платена политичка програма. Еден ТВ бара врз основа на една одредба на казнивост да предизвика друго право и со тоа да стекне противправна имотна корист, што представува кривично дело. Државната изборна комисија не се согласува со тоа преку примена на прекршочна казна да се создаде практика за вклученост на медиумите во платена политичка програма. Во праксата Државната изборна комисија и претходно иницирала казни, но не забранувала емитување платена политичка програма. Државната изборна комисија ги објави сите ценовници, и тие кои стигнаа во рок, но и тие кои стигнаа после законскиот рок. Тоа што еден ТВ го достави ценовникот 10 дена после рокот, можела да има увид во ценовниците на другите медиуми и со тоа да игра со цените на својот ценовник, со што сакала да има предност при конкурентноста на пазарот. Државната изборна комисија првпат исплатува пари од буџетот за медиумска кампања, а тоа подразбира внимателно со располагањето на парите на граѓаните. Во Државната изборна комисија признаваат дека тешко се работи со актуелниот изборен законник, а како еден од проблемите го спомена и финансирањето на изборните кампањи. Оттаму велат дека веднаш по председателските избори ДИК ќе предложи измени на изборниот законник. Во меѓувреме, Управниот суд донесе решение со кое констатира дека Државната изборна комисија има обврска да ги објави ценовниците на медиумите, но не и обврска или овластување да ги прифаќа, одобрува или не одобрува веднаш по нивното навремено или ненавремено доставување.